Царо и старио што ораше, чита Александар Стадојков. Некое време еден цар се сторил тебдил и зелде колцина од мезличот со себе, та тргнале да шетаат по граду и села за да видат кој што правит и кој што велит за царот. Шетајќи, му пошол патот да врват покрај некој старец што си орал нивата. И се вратиле кај стариот да вида како ора и да го прашаат нешто. А бре старче, што се бачиш на старост да ораш? Му рекол цар. Зар немаш челат што да ти поможи за да ти на стари дни да си починиш? Челата моја пријателе, му одговорил стариот на цар, му помага да светот, а пак јас, што работам на стари дни, късмет сум на друси. Чунки 2 пати досега рабиите ме пледиле и уште еднаш се токмат да ме пленат. Ете од тоа пријателе на старо сора ми работам. Ами со двете како си, с краја али близу? Многу близу сум со двете пријателе, му рекол стариот. Ами со 32 како си? Не чинам пари со нив, му одговорил стариот. Чунки без 28, 32 има. Ами двата коња ти што имаш, те ризат барем троа за тоарот да ти го носат, му рекол царот. Колку за коњите пријателе не праши, чунки 2-3 направив и одвај ми го носат тоарот, му одговорил стариот. Ами да ти пратам неколку густи бре старче, му рекол царот. Дали би могол да ја оскубиш арно? Колку за густи кубење пријателе, му одговорил стариот, многу сум мајстор, само ако ми паднат враци. Од кога сврши царот разговорот со стариот, си повел по себе мезличот и си ошол на Сарај. Вател да му прикажува царот многу работи што видео и сретија по патот. Отвори збор царот со тие што беа со него и праша дали разбраа од тој разговор што разговараа со стариот. Старците му повториле сите збори што беше рекол орачо, а доаба царот дечел да му и кажуваат збороите како што се рекле помеѓу стариот и царот, ами да му и толкуваат што било реч по реч. Слушајте вамо, вие старци, им рекол. А ако не ми докажете тие збори што изборувавме со стариот што ораше, главите ќе ви исечам и друго ништо. Увлет ќе ви давам да се мислите 3 дни и 3 ноќи. Кога чуја старците тие збори од царот, му се поклонија си отидоа дома, та седнаа да мислат кој каков зборија. Мислија 6, ниту за еден збор не можеа да го расправат. Најпосле се согласија да одат кај старио и да го молат за да му каже. Си зеле пари доста со себе и му пошле кај старио на нива да го прашаат. А бре старче, вчера, кога дојдовме со еден другар наш пријател при тебе, што те прашаше тој и што му одговараше ти, те молиме ако не ни кажеш, отиваме голем облог со другарот. Така му рекле. Еди, пријатели, зар вие сакате за бадијала марифет да се учите? Им рекол стариот. За секој збор сакам по 100 алтани да така ќе ви кажам. Кога чуја старците тој збор од стариот, многу мака му паднало. Се вртоа, се сука, бре го молија арно, ама стариот знаеше оти се пратени за да и куби. Видоа, не видоа старците, му кандисаа да старио и му броија на секоја реч по 100 алтани за да му кажете. Слушајте сега да ви кажам, пријатели, што ме праша вчера нашиот другар. Тој ме праша дали имам челат машка да ми помагат, а јас му кажав от имам челат, ама сет женски и сет мажени. Таму ми помагаат на мажите си. 2 пати арабиите ме пленија и уште еднаш се токмат да ме пленат, што му реков, тоа е што 2 ќерки обажив и многу стока подив дадов и за другата ќерка што имам, има да давам и многу пари по неа. Ете, тоа е тој збор што му реков, оти сум късмет на светот. Што ме праша за двете, али с краја сум али близу, тој ме праша за очите, али ми гледаат с краја. А за 32, што ме праша, за забите ме праши. Јас му кажав, оти само 4 заби имам. А за двата коња што ме праша,
Ме праша за нозете дали ме ризаат. Јас му кажав, оти и со стапче се потпирам и одвај можам да се носам. За густите што би рече да ми прати за да ја оскубам, тоа е вие што ќе ми давате парите. Ете, тие скришти зборови беа што изборуваве вчера со другарот ваш пријатели, и вашиот другар треба да е многу мудар човек што ме прашаше така. Откога се да учија старците за зборовите, си тргнаа да си одат. Јазик да ни биди, му рекол едниот да другиот, што сме безлич покрај царо и да знаеме колку е селски човек и трус.